Јас сум Марко Ангеловски, девелопер на апликацијата Freetable. Јас сум Блажо Јосифовски, председател на Go Green здружение, кое што се занимава за соодржливоста во нашето општество и глобалната. Јас сум Марко Ангеловски, девелопер на апликацијата Freetable, која што е наменета на брз и ефикасен начин да ги поврзе локалите со корисниците. Преку ова, таа го изголемува ефикасноста на работа на локалите и води до намалување на отпадот од храна. Корисникот, како функционира апликацијата? Корисникот влегува во апликацијата, си бира од голем број на локали низ Скопје што ги имаме, дали тоа се ресторани, барови, кафулиња и така натаму. Влегува во локалот во кој што сака да резервира, внесува датум, време, место за седење, број на луѓе, ја прави резервацијата. Локалот потоа добива нотификација на својот мобилен уред, ја отвара неговата апликација, ги гледа сите непотврдени резервации и секоја резервација има можност да потврди, да ја одбие или пак да даде предлог за промена на време или место за седење на корисникот. Овој предлог потоа корисникот може да го потврди или пак да го одбие. Со подобро планирање на резервациите, локалите можат подобро да ги испланираат своите залихи. Секоја пропуштена или неостварена резервација води до залудно потрошена храна, залудно потрошена енергија и неработа на локалите. Freetable го спречува ова преку систем кој што го имаме имплементирано, каде што доколку еден корисник пропушти две резервации, локалот може да влезе, да блокира резервацијата на која што корисникот не се појавил. Доколку еден корисник пропушти две резервации, следниот пат кога ќе проба да резервира, неговиот профил е суспендиран. Ова поттикнува одговорно резервирање и се филтрираат тие лажни профили кои што ќе пробуваат да резервираат без да се појават. Исто така се работи и на систем со беџови, каде што одговорни луѓе кои што резервираат и резервираат често преку апликацијата ќе имаат дадени бенефити. Во однос на плановите за вклучување на last minute deals, тоа сепак зависи од самите локали. Доколку има заинтересираност од некои локали кои што се веќе на апликацијата или кои што сакаат да се приклучат на апликацијата, се разбира дека сме отворени за соработка и промоција на истите. Доколку има заинтересираност од локали надвор од Скопје, да, се разбира, овој концепт сакаме да го прошириме низ цела Македонија, особено во местата како што се Охрид, Струга, односно туристички места, особено во овој летен период кој што сега доаѓа. Кога се формираше концептот за создавање на оваа апликација, се направи една бета верзија, да кажам, на која што им се покажа на повеќе локали. Од нив се собра мислења за апликацијата, дел од нив ни дадат добри критики за како може да се подобри и по имплементирање на овие критики видовме многу поголем одзив, особено кај локалите кои што веќе имаат некои технолошки решенија. По традиционалните локали има некој отпор, особено поради недоверба во технологија, но откако им се покаже дека апликацијата е направена да им помогне, не да им одмогне во нивната работа, дел од нив сепак се предомисли. До сега има 26 локали, но се работи на додавање на повеќе. Јас сум Блажо Јосифовски, председател на Go Green здружение, кое што се занимава за соодржливоста во нашето општество и глобалната. Ние настанавме уште пред 15 години како младешки ентузијазам во тоа време, со желба што повеќе и ние да научиме, но и да споделиме со другите за тоа што ќе значат климатските предизвици за нас, како нашите општества треба да се адаптираат на новите промени, како ќе произведуваме храна, како ќе се произведува енергија, а како при тоа да живееме во чиста и здрава животна средина. И еве сега, после 15 години, стигнавме до тоа да имаме големи проекти кои што можат да направат вистинско влијание и промена во општеството. Таков беше и овој проект "Вкуси го отпадот", кој што даде навистина големи резултати
во делот на биоотпадот. Ние работејќи истражувајќи го овој проблем со отпадот од храна во рестораните и во различни контакти со поголем број на собственици на ресторани, ние свативме дека е потребно да се имплементира технолошки решенија кои што ќе го намалат отпадот кој што се создава во нивните ресторани, па така дојдовме до тоа да развиеме решение кој што најпрвен треба да им овозможи да почнат да користат некако вид на технологија, да сватат кои се придобивките од неа и понатаму да ги користат и другите модули кои што ги нуди софтверското решение, се со цел да понатаму се намалува отпад од храна и да овозможи подобро искуство на самите корисници. Ова е нов концепт кој што го имплементиравме. Знаејќи од претходно искуство, знаевме дека е потребно да има некој кој што ќе има доверба во кај рестораните, кај нивните собственици, па така ние го вклучивме искусни професионалци во оваа област, кои што имаат доверба веќе кај рестораните и на тој начин таа стекната доверба од претходно се пренеси во оваа апликација и можеме да кажам дека беше тоа добитна комбинација, бидејќи овозможи да има оваа апликација сега над 30 корисника и да сакаат да имплементираат нешто ново нашите ресторани. Можам да кажам дека обично тешко оди имплементирањето на нови работи, посебно кај во угостителскиот дел, но оваа апликација мислам дека ќе биде многу користена и многу брзо ќе се прошири и мислам дека има потенцијал да се шири надвор од нашата држава. Се надам со оваа апликација дека ќе овозможиме што повеќе луѓе да почувствуваат промената која што може да ја направат доколку се вклучат со нови иновативни работи, посебно во делот со заштита на животна средина.